Окей. Добар ден, криптоентузијасти низ целиот свет. Официјално прв подкаст со Криптофил. Сите оние кои што следат нашиот канал знаат дека имавме доста подкасти во минатото, но за жал нема доста многу луѓе кои што може да го прават ова професионално, па вака освежително, конечно и на нашиот канал, верувам и на Криптофил, мада он доста шета по светот и по конференции, да бидеме реални. Но како и да е, верувам дека ќе биде интересен разговор, има доста што да се зборува. Денеска ќе зборуваме за три основни теми, а тоа е Ethereum Spot ETF, Yield Farming, што е и професионалноста на Фил, и крипто президент, односно председател во криптосферата, со оглед на фактот дека гледаме доста поместување околу тој дел. Така да ќе оставам на Фил да се представи. Иначе он е во Англија моментално, има успешен канал, така да ќе биде доста интересна соработка. Повели, Фил. Да, здраво на сите гледачи од Криптогемиджија од едната страна и здраво на сите од мојата страна. Јас немам многу македонци што ме следат. И баш што се случи, фала многу на поканата, мислам на ова соработка се надевам да продолжи за долго време. И вака може да си правиме на секој 5-6 недели по еден подкаст. Ако однапред се извинувам ако сгрешам некој термин, не можам да го кажам на македонски, ќе го кажам на англиски. Надвор сум од Македонија веќе пола живот, повеќе од 40 години веќе, че пола ми сум од 18 години надвор. Живеем во Англија тука, веќе колку 9 години, пред тоа Америка, Прилеп, Бугарија, кај сопругава наваму натаму. Значи имам крипто канал и само ми е на англиски мој канал. Така да мислам сферата за на англиски јазик е доста поголема и затоа почнам на англиски јазик. И сега сум член во група кај македонци, во македонскава група на Телеграм и случајно реков дај да направам едно видео на македонски, има доста донации што се случуваат, јас правам некои донации, после тоа ќе разговараме. И викам дај некои термини ми треба на македонски да најдам јутубер. И барам на интернет и доегам до твојот канал. Викам дечкиов е супер. Ама гледам доста постираш, ти си бетар од мене. И почнав да те следам, ама не можам да ги следам сите видеа и ги слушам на 1.5 спид, за да можам да ги изгледам сите, за да фатам повеќе зборови и разбрав дека имаш толку многу познавање, посебно за геополитика во крипто светов. Јас се зачудив. Жално е што на македонски јазик не најдов никој друг, еден друг најдов кој што има видеа од последното беше пред една година и шат пат многу ретко, али ти си единствениот што јас лично го најдов. И баш ми е мило што стапивме во контакт, сега сме тука сигурно ќе се видиме кај што си ти таму ќе дојдеме, или Македонија некако ќе видиме, се надевам ова година и да се видиме да направиме на дружба. Обавест. Било место се представи на нашата публика, како што кажа, нашиот канал е исклучиво македонски, за жал некој треба да го направи тоа на македонски јазик, па ја земав јас жртвата на некој начин да го направам тоа. Секако, значи за твојата публика јас ова го правам професионално веќе 6 години, само сега сакав тоа да го направам малку и за нашиот народ. Знаеш како е за жал, како што кажа и сам, не постојат канали за едукација, поголемиот дел од каналите кои што постојат се најчесто pay to play. Така да поради оваа причина и за тоа и го почнав нашиот канал. Така да ти благодарам за гостувањето, ова ќе биде интересна соработка. Како што спомна претходно, чисто онака да напоменам, од Криптофил, негова идеја е потенцијално да направиме уште поголема соработка, а тоа е потенцијално да се најдеме на крајот од ова лето во Прилеп. Нормално ова ништо не е официјално, ова е само потенцијално надграба на нашата соработка, доколку успееме да се договориме, да изнајмиме деловен простор во Прилеп и да направиме едно предавање и они јас нормално за своите јаки страни, така да на некој начин да може да слушнете два различни гласа од криптоиндустријата, нормално секој има свои јаки страни. Сега, ако не му е проблем на Фил, јас чисто онака ќе ја представам првата тема и ќе почнеме чисто онака еден нормален разговор помеѓу двајца, да речем професионалци во оваа сфера. Како што спомнавме, значи ова се најхот темите, да речем, најжестоки и чисто на Фил, значи јас користам многу англиски термини затоа што едноставно како ќе кажеш на македонци Ethereum Spot ETF? Како ќе го кажеш? Кажи ми Spot ETF, значи не можеш, така. За жал, самата сфера води кон тоа кај нас воопште не е развиена. Значи немаш опција да користиш македонски термини за нешто што се уште не постои во нашата земја, така да верувам дека не е проблем и луѓето кои што следат нашиот канал, ги користат истите овие термини, битно е дека разбираат за што зборувам. Така да првата тема е Ethereum Spot ETF, посебно денеска имаме една битна вест, доаѓа од
земјата каде што Фил моментално живее, а тоа е во Обединетото кралство, каде што официјално на 28 мај почна со тргување на лондонската берза Ethereum и Spot ETN, така се нарекуваат во Обединетото кралство. Сега, јас ќе одделам своето мислење, зашто мислам дека ова толку многу битно. Нормално, после тоа ќе оставам на Фил да надогради што он мисли околу целата оваа тема. Значи, ако мене ме прашувате, од досегашното искуство од она што го видовме во претходните 3 бул цикуси, видовме дека она што ни недостига е масивен капитал, нормално, како на секој бул маркет. Така и во оваа ситуација, значи институциите и нивниот влез преку овие ETFs, ETNs или како и да се нарекуваат, затоа што моментално имаме и во Хонг Конг, има најава дека ќе имаме ETF во Јужна Кореја, Сингапур, Австралија, тоа е само за оваа година, за натаму очекувам уште повеќе. Идејата е дека ова е единствениот начин моментално институциите да влезат во криптосферата преку овие посебни ETFs или Exchange Traded Funds. Тоа е практично легален начин во кој што држави, банки, големи институции како што се хедж фондови, како BlackRock и Fidelity, можат да влезат и да купат легално криптовалути. Така да гледаме се поголема и поголема адаптација и верувам дека ова е вратата кон глобална адаптација на крипто сектор. Мислам, тоа е барем моето воведно мислење. Сега би сакал Фил да се надогради на ово што го повели Фил. Да, јас горе-долу сум на слично твое мислење, значи според мене тоа што работа е големи институции, значи се жедни се за да влеза во криптосветов по легален начин, иако знаеме дека тие влегува по нелегален начин, нели, behind the doors од доста време, како од JP Morgan, нели, немој да купувајте, че ви избркам од работа од една страна, а од друга страна купува. Мислам, баш кај сите таму други на Wall Street, мислам, знаеме дека на Wall Street, а после ќе да разговарам и за yield farming, таму ако направат 10% на година, прославува. Ние тука правиме 10% на месец. Мислам, за yield farming зборуваме, а да не зборуваме за meme tokens и сите тие работи што може да експлодира преку вечер. И сега, мислам, тому е една легална врата за да влеза, нели, да не е behind the door, а за да влеза точно однапред, значи влегува стропа на вратава, така му ETF влегува, да сакам да купам Ethereum или Bitcoin или после се знае што ќе биде па Solana, па ова она и се знаеме дека за 2, 3, 4 години ќе навлезе институциите, сака да влеза и според мене е огромен чекор. Знаеме дека во од една страна не е многу добро, значи Bitcoin и криптово не е направен. Тоа е направен за нас, за обични луѓе, ама од друга страна ни треба за да ја испумпа таа цена на маркетот, така да овие, мислам, години што се пред нас, сега сите што сме во крипто во овие неколку години, посебно во наредниве 2-3 години допред, комплетно да навлезе институциите, веќе самата, како да речам, цена да не може да оди нагоре надолу по 100, 200, 300% на година, мислам, сега е самото време. И како што кажа, сега ќе има неколку држави и после тоа мислам другата година ќе се приклучува многу повеќе. Значи зборуваме Америка, значи топ држава. После зборуваме сега Англија зборуваш. Значи за преостанатите држави само copy paste пра. Јас затоа се нервирам кај нас во Македонија, зашто чекате некој друг онаму да го одобри ETF или не знам што, а човече отвори ги вративе, сите што беа Binance, сите можеше кај нас во Македонија да влеза и можеше да биде еден хаб за крипто хаб на Балканот. Посебно и да се развија, значи толку сме како и да е, треба станам премиер да ги страдам тие работи преку вечер, ама тоа се доста долги теми, на разговор што може да разговараме до утре за тие проблематики што сме толку назад од тие мислење. Кој ќе му кажем на блокчейн сите во Македонија вика, оние што копа, што трошат, што крада струја, и вика, готово муавето е направен. Па оттаму знаат они од тоа што виделе у градски трговски што краде струја на минус е. Толку е занис знаењето, ме разберат. Види, па од тука и потекнува потребата на нашиот канал, затоа што за жал кај нас луѓето кога им спомнеш вакви работи, посебно во претходните 2 булмаркети, значи нема едукација, ме разбираш? Едукацијата се сведува на нешто минимум, некој нешто знае, па некој кажал на некој друг, расипа телефон, доаѓаме у ситуација каде што многу луѓето страдаа од скемс, ме разбираш? Дај ми пари, ќе направиме некоја фиктивна страна на интернет, ти ставаш, па вади класични понзи шеми. А во однос со оно што го спомна и самиот. Малите држави, ќе земам Малта за пример.
буквално тоа го направија ти што го кажаме, разбираш? Значи Малта е прва во светот која што имала онлайн гемблинг закон. И на тој начин успеала сите коцкарници од светот да ги собере овдека. Веднаш потоа, кога видела дека крипто се развива, на Малта има 0% данок за крипто. Ме разбираш, посебно ако си долгорочен инвеститор. И затоа јас живеам во Малта, ме свегаш. И сега моментално верувам дека си свесен за Мика, мада Мика не ја опфаќа нели Обединетото кралство, тоа е оној закон со кој што ќе се регулираат криптовалутите, првенствено стейблкоините. Идејата е Малта е прва, значи они веднаш кажуваат, ние први ќе бидеме, веднаш адаптираме се и сакаат сега први да бидат на пазарот кој што ќе имаат целосно нели регулативата усогласена со Мика, но да се вратиме назад на основната тема. Верувам дека институциите моменталниот влез кој што го гледаме, како што каже и сам, е буквално оној муавет, значи гледајте што прават, не слушате што ви кажуваат. Добар пример спомна со JP Morgan. Значи JP Morgan пред само 3 месеци излезе пред Сенатот на Америка да бара бан за биткоин. За 3 недели потоа да биде главната банка на iBit, Bitcoin Spot ETF на BlackRock, која што уствари е вклучена во минтање на акции во тој Bitcoin Spot ETF. И сега, како што каже и сам, пред само 2 недели, излезе дека уствари BlackRock поседува биткоин, значи не ги слушајте што ви кажуваат, гледајте што прават. За жал, малите држави понатаму остануваат да бидат последното дупче на шупелката, тоа е ништо ново, но идејата е дека, за разлика од пред 2 бул маркети, сега луѓето не може да се пожалат, едукација нема. Че не може да се пожалат. Постојат еден тон англиски канали, дури еве да речам и балкански, во Србија, сум бил во Бугарија, значи тоа се канали кои што може да ги разберат. Така да едукацијата е клучна и верувам дека оваа масовна адуктација само што не зела голем замав пред овој следен бул маркет кој што го чекаме и верувам дека можеме да направиме солиден профит. А за профит ќе ни каже сега Фил во втората тема, а тоа е нели yield farming. Да се навратам за гледај се колку е интересно. Некни бев на конференција и го имав првиот како да речам, разговарав за прв пат на пред публика од 200 луѓе за крипто, во крипто свето. Иначе порано сум бил оние Хемел, Oriflame, знаеш, во Прилеп. Иначе сум прилепчанец, ако некој од Прилеп оди ме наскара во август. Значи, и бев, и пред тоа бев во Дубај на Токен 2049 и само што букирав за Сингапур, одам Сингапур во септември, за Токен 2049 имаше, и пред тоа бев едно уште некој, значи, така да нешто експлодирал со криптоконференција во последниве 12 месеци, бев на 5, што е многу. И тука во Лондон бев пред година и пол, бев во Романија, во Германија, и да ти кажам во Дубај, бев на 2 конференции во една недела, имаше 12.000 луѓе. Не знаеш што се случуваше. Ти замисли 10.000, 12.000 луѓе сите го зборуваат твојот јазик, а тоа е јазикот за крипто. Тоа беше лудница. Некни тука кај што бев, кај што имав мојата прва презентација за yield farming, јас сум многу длабоко наврезан во yield farming. И значи имаше околу 200 луѓе. Од 200 луѓе, можам да кажам 90% само знае што е крипто и имаја и после мојата презентација 10 луѓе дојдоа да ме поздраваа, браво што си кажал, и вика, окей, да започнам. Значи истото сега што го кажа, едукацијата општо на глобално ниво за жал е екстремно ниска, а има толку многу простор за учење. Гледај сега, јас сум член на една група, на неколку групи, на paid, нели, овие што се платени, но тие нуда и бесплатни. Значи има сега сретна во Дубај, ти вика, јас сум со трейдинг, имаме платена група таму $100 на месец, 100-150 на месец да те уча, но даваме без пари курсови. Значи до едно ниво им ти е сето гратис, ако сакаш да трейдуваш, оди учи. Значи само овие се стрикно за крипто, секоја недела има вебинари, медвинари, те уча се и после ако сакаш веќе да завлезиш, ако сакаш VIP, супер. За yield farming, баш вчера има 1000 луѓе сме таму членови, по $100 на месец плаќаме. Тоа си се 100 бона на месец во групава. Таму, ама толку е добро направено што сега човеков сака, вчера пред 2 дена имав со него исто вака интервју. Многу ме бендисува, мислам, така се наоѓаме заеднички на ист јазик, како да речем, тој од Канада. И вика Филип и сега направи бесплатно
и ги направи пола курсовите што се таму, што се во платена група да се за без пари. Вика, сакам да дам да едуцирам повеќе луѓе. Значи имаш, сакаш yield farming да научиш, оди во групава, имаш 3-4 часа, степ бај степ, значи чекор по чекор, се што треба да научиш од кај да почнеш, како да почнеш, се од пиле млеко кој што викаме во прилеп. Значи толку е објаснато нормално на англиски бесплатно. Значи што е тоа бесплатно? Ќе ти биде ли проблем само да споделиш? Да ја споделиш, нели, кога веќе разговараме, чисто луѓето да видат, нели, и да ни објасниш што представува yield farming, пошто многу од нив. Само секунда. Сега ќе споделам. Чекај само да го. Знаеш зашто? Значи, голем дел од луѓето кои што го следат каналот не се запознати генерално, нели, што представува. Така да почнеме од почетоците, па ќе ни објасниш, нели, како тоа изгледа. Слободно, значи има време ќе ја наредиме. Дисклеймер, не сум финансиски советник, да знаете. Се така е мој точно. Значи ништо од ова што слушате овдека не е финансиски совет, ова е само наше искуство што правиме на пазарот, нормално. Точно, да. Дурсум на групава, еве групава, се вика, ќе оставиме линк долу во под видеото, се вика Crypto Research. Да, долу. Само слободно. Мислам дека не ја гледаме. Мислам дека не ја гледаме. Сега, само момент. Извини. Нема проблем. Само да ти кажам, нели, за чисто да бидеме во текстот. Да, знам, оти не ја гледаш, заради тоа што јас го отворив на друга страна, само копи. На друг, може да, јасно е, на друг window. Да, оти ова само снима на една. Еве, тоа. Значи, ова се вика Underdog Investor Group, ја гледате сега, така? И еве сум јас тука со овој снимавме, со Дечкиев. Кај што снимавме видео. Ќе види долу, значи линко, слободно кликнете, видете тука, влезете и е бесплатно. Не мора да дојдете на платеното, а ако сакате на платеното, после имате 50% попуст првиот месец заради мене. Оти Криптофил ве прати и да знаете кажете Криптофил ве прати. Сега, дај да одиме назад што е yield farming. Гледайте, сега ќе ви покажам што држев исто презентацијата. Вака се. Значи, накратко, дај ми само 3-4 минути да му објаснам. Значи, во сите по маркетинг... Ако сакаш, може ми да превземам 2 секунди или како за тоа. Дали ти треба време да отвориш линкови за тоа? Не е проблем. Не, значи, гледайте се. Камара. Одма почнува, значи, накратко, во сите што се стокс, за којчи, значи, во сите маркети што се, значи, во сите ни треба market makers. Значи, така на англиски, на македонски не знам како е. Значи, тоа се луѓе што ставаат liquidity. Значи, луѓе што ставаат пари за да може да се направи тоа трейдинг, за да се купи продај. Значи, за да имаме купи продај, значи ние треба да имаме liquidity внатре. Сега, обично, примерно, ако сакате да купите стокс, нели ове што се од Тесла, ако сакате да купите, значи некој треба таму да има ставено liquidity. Обично, за тој некој за да биде market maker, тоа е обично големи институции. Ние немавме допир. Единствено сега во крипто светот, значи тоа се случува и ние можеме да бидиме секој еден од нас market maker. Значи ние ставаме liquidity, значи во самиот decentralized exchange што е децентрализиран на менувачница, нели, кај што може да смениме, нели, валути, како пример Uniswap, ова што е Orca на Solana, или пример некои други, и секој некој кој ќе купи, кога ќе продај, плаќа малку фи, нели, малку данок, и за тој данок ние добиваме процент. Одма ви давам пример. Гледате сега каков пример одма ви давам и ви го отворам да не кажете после не сум ви кажал ништо. Одма отвораме на Radium и да видите што се случува. Баш вчера снимав едно видео и тоа е чекор по чекор како да влезете. Гледайте сега, ова е на Solana пример. И гледај сега, ова е на Solana, ова е пул, Solana USDC, значи ти даваш liquidity, Solana USDC, и liquidity е тука 1.9 милиони, ама трейдинг волумен ти е 68 милиони за 24 часа. Тие направиле фи, значи од тие фи $7,000. За $7,000 тие се сите разделени на сите што дават liquidity. И имаш 146% земаш APR на годишно ниво. Значи 146%. Ако ги земиш твоите пари и ги ставиш во банка, ќе земаш горе-долу 6% на година.
А тука зборуваме за ова е на годишно ниво. Добро, ова е различно, ова е yield farming и сите тие работи, значи тука јас ги едуцирам сите, ги учам. Yield farming да даваш на секој чейн. Дали е на Solana, тие сега многу хајп, на Base, а исто имаме на Sui, а исто има на Osmosis, на Arbitrum, на Optimism, значи имаш на сите, значи немате представа колку е ова силно. Значи чекор по чекор вчера направи видео. Зависи кога ќе гледате ова видео, исто појдете на мојот канал, ќе видите исто направив и за Solana, step by step. И се објаснато, wallet како да имаш, значи како да ставиш пари, како да ги најдиш, значи има таму како да речем неки мали финти, да речем некои secrets, нели? Што можеш да ги најдиш, и точно за да ги научиш тие овие што се tools, нели, има, што можеш да се искористи и да ти најдат точно перфектната колорација со самите токени кои што се еден меѓу друг. И гледај сега овде, сега ти викаш, ако се трейдува примерно во тој рейндж, сега одма ќе ви кажам, гледајте сега како се прави тука. Тука е на радио, значи ова е на живо, значи сега го правам на живо. Да не речите го измислувам, после нема ништо измислено. И сега ти викаш, ако примерно цената на Solana е помеѓу $145 до $175, нели? Ако се трейдува тука, јас давам liquidity. И во тие liquidity, ова се вика concentrate liquidity pools, нели, концентрирани пулови. И сега ти примерно ќе добиваш, сега одма ќе ни пресмета примерно, во моментов ќе ни дава примерно 48%. Во овој момент, колку повеќе ќе има трейдинг, значи тоа е APR, колку повеќе ќе има трейдинг, толку повеќе пари ќе добиваш. Разбираш? Сега колку повеќе нарол ги правиш рейндж ова што е, толку повеќе пари ќе добиеш. Значи има тука многу работи што може да се науча, но во глобала тоа е целата суштина на тоа што сакам да ви го објаснам. Сега, направив имам, значи, многу видеа. Што сакате, кога сакате, може да ме прашате. Значи, дојдете во мојата Telegram група, има таму 3000 луѓе, на англиски, но слободно со мене лично може да контактирате на македонски, нема проблем. А се што можам, се ќе ви помогнам. Значи, yield farming, тоа што друго што учаме како вашето крипто да го користите за да имате ви еден пасивен приход. Оти според мене секој треба да има bullback. Ова значи треба да си чуваш токени, нели, за кога ќе појда нагоре, и треба да имаш еден дел, таму 10, 20%, 30%, зависи како ти е риск фактор, нели? За да имаш за да ти прават пари. Ако немаш ти пасивен приход, значи bullback ти е само pullback. Значи гледај, тука имаш assets и liability, нели? Значи еве да те прашам и така ме слушаш тебе. Биткоинто, дали е asset или liability? Само да направам, само да кажам, asset е нешто што ти дава пари, а liability е нешто што трошиш пари. Примерно, колата е liability, ти троши пари, не ти дава пари. Ама ако издаваш стан под кирија, значи тоа е asset, тоа ти дава нели приход. Сега еве Антонио да те прашам, биткоин според тебе е asset или liability? Што мислиш? Значи, вака сега, ти ако така гледаш на работата, тогаш биткоин представува liability, затоа што оваа ситуација од него не можеш да правиш стейк, освен ако не ти е на некоја минувачница, он добива на вредност, постојано, во секој циклус е плюс и плюс, но ако така гледаш, тогаш од биткоин не можеш да очекуваш, освен ако не го ставиш на, да речам, Binance и го ставиш под стейк, ме разбирате? Така да, он ти е значи, по дефиниција ти е store of value, што значи дека на долг рок не само што ја зачувува, туку ја зголемува неговата вредност. Но според тоа ти што го правиш, за жал, биткоин освен ако не го ставиш ваков тип на пул, каде што се користи, нели, за тргување помеѓу 2 или 3 вредности, значи е liability според тебе. Така би изгледало. Да, значи да, и да и не. Гледај се. Значи биткоин ти е liability, се дурне го продеш и да земиш профит. Значи, кој ќе го продеш и кој ќе земиш профит, тогаш веќе се претвора во асет. Единствено кој ќе земиш профит. Точно. Истото е со куќата кај што живееме. Значи, куќата кај што живееш е liability од ти, освен ако не издаваш соба, нормално. Значи, куќата тебе ти е трошок, значи си купил куќа, си даваш, речи го, зборувам за куќа на соземени пари од банка. Значи, но кога куќата ќе ја продадеш по 20-30 години, веќе куќата е асет. Сега, јас тука ги едуцирам сите. Значи, исто и во групава не едуцира. Значи DeFi, ова што го правам јас DeFi портфолио што ми е, значи еднава ми е го чуваш, а другава ти е DeFi да ги вртиш парите. Значи, јас сум многу длабоко навлезен во CryptoNotes.
Значи имам криптоноутс, исто ми е, значи се правам за да имам пасивен приход секој ден. Значи како што кажа Уорен Бафет, ако не правиш пари 24/7 или дур спиеш, ќе работиш цел живот. Точно. Точно, гледај сега. Ако појдеш тука на мојов екран, ако го споделиме, ако го споделиме, сега сум на осмосис. Само еден пример ќе ви дам. Се гледа? Да, твојот екран. Да, сега сум на осмосис. Тоа ти е најдобар exchange, нели? Decentralized exchange, DEX, што е на осмосис, се вика osmosis.zone. Значи, гледај се, тука ти се сите пулови и горе-долу то ти е projected APR, значи горе-долу колку ќе земеш. Одиш надолу Injective USDC, тоа е многу добар. Injective USDC. Во моментов најмногу пари правам иначе на Pendle со Ethereum. Околу 160% ми е во последниве 4 недели. 160% average. Значи до 250 до 150. Но на годишно ниво. Значи спомни поради тоа што луѓето ќе мислат дека очекуваш на дневно ниво. Тоа е на годишно ниво. Значи ако остане цела година. Точно, тоа е на годишно ниво. И гледајте тука Injective ако ставиш со USDC имаш 138 projected, нели, околу, значи примерно ќе земаш толку. Јас сум тука во тој пул. Зависи колку ти е цената, тука ренч си става. Значи само пример кажувам тука да не навлегувам навоко, ќе ги испобудувам луѓе, ќе чекам ако ќе објаснува овој. Целта ми е да ви кажам дека треба да имате, исто и гледам во група вака македонци, доста луѓе си има мајнери. И тоа е според мене еден пасивен начин да вадиш пари, пасивен начин да имаш приход. Значи мора да имаш според мене приход, дали е тука зборуваме за крипто, значи исто е и со проперти. Јас тука со сопруга бевме нели исто со неколку проперти се занимаваме, ама во овој момент како што да се вратам на почеток на разговорот, во овој момент значи предноста да извадиш најмногу пари, најмногу финанси во наредниве неколку години е крипто. Значи тоа е најдобар да кажам асет во генерална смисла дека каде што може да заработиме најмногу пари ако правилно ги играш коцките. Да не зборуваме за токени што може да експлодира по 20, 30, 50 екс нели нагоре. И да се навратам друго нешто што правам, значи јас најдувам значи CryptoNotes, најдувам Yield Farming, значи многу сум инволвиран. Исто сум во една група исто така, значи во повеќе приватни групи сум, кај што не се приватни, сум платени групи, кај што тие има многу добри дечки, сега ќе ги сретнам во Сингапур, иначе во септември ќе ги сретнам, ќе дојдат таму, ќе правиме лайв интервју. Значи тие се исто група кај што ти најдува low market cap gems. Значи толку околу 10-15 милиони market cap. И сега тоа нив му е работа. Тие четворица се и работа по 10 часа на ден, секој работи и оди прави research low market cap gems. Тој најдува и кажува, според мене, и ти ги дава сите податоци зошто мисли дека тој токен е добар. Значи нема таму meme tokens, нема нови и према и таму сум. И ги следам. И тие дава по еден токен неделно или еден токен на 2 недели. Ги следам, ја таму одам, ја таму црпам информација, си правам my do your own research, нели? Јас уште малку повеќе ќе направам research. И после си гледам и си купувам некој токени од таму. Така јас се обидувам да створам едно добро крипто портфолио за bullback и од тука да вадам пасивен приход. Значи целта, пак да повторам, е да имаш едно тркало кај што ќе ти дава константно пасивен приход. Значи кога ќе кажеме горе-долу 0,3, 0,5, 0,7, 1% на ден, во Yield Farming може да се направи како ништо. И последно го спомнам, повеќе нема да го спомнам, значи последно се вика Aerodrome Finance, тоа е на Base, најдобриот DEX на Base, кој што има околу 800 милиони вложено. Значи Coinbase му даде 100 милиони Coinbase му даде тука, за да вложи, затоа Aerodrome експлодира во последниве 4-5 месеци. И тука да поиш, тоа е на Base, нели? Значи Base е многу ход сега. Solana, Base и сега веќе гледам TonChain, и тоа таму треба веќе да се направи ресерч, а тито и излегува дека е многу ход. Значи ако појдиш тука, гледај се, тука да појдиш, примерно јас сум тука на VET и Aero, на нивни, на Virtual VET, тоа е еден токен, имаш 219% на годишно ниво, значи тоа ти е статично, значи толку добиваш. Оди надолу или малку нагоре, ама многу бавно. Значи имаш VET Wealth, исто сум тука, 233%, значи имаш OVN, тука влегов денеска, 200% APR на годишно ниво, значи околу 0,6% на ден. Значи тоа се, според мен, ги јадиме Wall Street, може да се фата за малиот прст со овие проценти. Тоа е сега, овие години ќе биде така.
Ако ќе навлеза сите институции да се вратиме на првиот разговор, овие ќе биде околу вака 20%, 30% на годишно ниво, што сепак е премногу, ама веќе нема да има таква онаше знаеш цена на Ethereum да оди нагоре 200% и 300, знаеме дека сето ќе се стагнира доста, но дур тогаш мисламе времето да се направат пари доста во крипто свето и yield farming е само една алатка кај што можеш да правиш пари. Имаш нели огромен број трейдинг, yield farming, copy trading, notes, имаш огромни алатки, мислам голем број на алатки, баш направи видео different ways to earn from crypto. Гледајте го тоа, но добро е да се фокусирате на една или две каде што ќе станете експерт. Најдобар за да можеш, од ја се фокусирав на премногу и веќе сега се дистанцирав од сите, се фокусирам само на овие две, yield farming и CryptoNotes. Иначе CryptoNotes излегува во понеделник на 3, не знам кога гледате тоа видео, многу добар CryptoNotes, следете ме, ќе го видите видео за тоа. Ох, добро да земам. Може да заправ само секунда. Да, знаеш зошто? Само сакам да ти помогнам во целата оваа работа. Значи, за оние кои што гледаат нашиот канал, прво, ќе го сменам само каналот само за секунда, ќе го сменам. Значи, вака се. Ние пред само месец дена направивме во основа што уствари представува Automated Market Maker. Овдека дополнително објаснивме што е арбитражно тргување. Сега, она што ние го правиме како едукација, Фил го надградува со практични примери. Односно, ако отидете кај неговата страна, вака изгледа неговата страна, CryptoPhil, само сакам да ти помогнам затоа што многу луѓето се уште не знаат точно кој си, па нели, на овој начин може да те најдат. Значи, он ви покажува практични примери за тоа што јас ве учев практично теоретски. Значи, теоретски ја ви објаснив како во еден DEX ликвидноста која што е потребна на еден пул, вие ја користите за профит. Сега, она што CryptoPhil ви го покажува е уствари практичен начин како да го направите тоа. Со тоа што Фил спомна 3 различни начини, меѓу кои првиот беше liquidity, така? Значи, за liquidity, прва и најбитна работа која што треба да разбереме е дека додека вас ви се заклучени таму овие средства, значи вие не можете едноставно кога сакате да ги вадите и ставате затоа што сте подложни на тоа што Фил го спомна, а се нарекува потенцијална загуба. Значи, тоа е потенцијална загуба или добивка се додека не ги претворите вашите средства во, како што кажа он, во кеш или во нешто еквивалент на кеш. Така да, она што он го спомна е дека вашето портфолио е многу жалко ако се сведе само на ги чувам куините и чекам да порастат на цена. Она што сака да го каже CryptoPhil е дека многу често можете да го искористите вашето портфолио во меѓувреме, многу од вас например прават стейки. Тоа е исто така пасивен приход. Сега, она што CryptoPhil го прави, мора да го правите активно. Тоа е исто така многу битна работа. Значи, кога вие ги ставате тие коини таму, мора и да ги следите. Не можете да ги ставите и да се надевате на најдоброто. Тоа што го кажа Фил е дека процентот на добивка варира. Сега ќе ви кажам зошто и кога. Варира во однос на тоа колку е интересен. Односно, кога една менувачица сака да промовира одреден пар, затоа што има нешто што се случува конкретно во него, без разлика дали е тоа Wrapped Ethereum, дали е Aero токен или што и да е, значи, они практично на тој начин го прават тоа. Привлекуваат капитал. Они ви даваат награда за вие да им дадете капитал кој што они после тоа може да го користат како ликвидност за размена на токени помеѓу тие две вредности. Некогаш овие пулови се со две, некогаш со 3 вредности. Идејата е дека вие практично, тоа е исто така многу битно. Значи, вие не ги ставате тие пари целосно таму. Многу често овие менувачници, како што ви покаже CryptoPhil, дали е тоа Osmosis или пак менувачницата на Base, кој што е Layer 2 на Ethereum и е уствари матично на Coinbase, можете да го направите тоа преку вашите cold wallet. Значи, тоа е така многу битно. Затоа што многу пати вас централизирани менувачници ви бараат да ги депонирате вашите коини и токени, на тој начин не се во ваши раце. Ова што CryptoPhil ви го спомнува. Значи, зошто ви велам дека е безбедно? Значи, знаете дека јас на мојот канал никогаш не ви промовирал нешто што не е безбедно. Е безбедно затоа што поголемиот дел од овие DEX служби, без разлика дали како што кажавме, Uniswap, Osmosis, SushiSwap ги имате еден куп. Значи, они практично не ви ги земаат токени, туку вие ги заклучувате вашите токени на вашиот cold wallet, а во меѓувреме добивате награда. И тоа што ви го кажа Фил, погледнете кај него на неговиот канал, че имате практични примери. Тоа што мене ми фали на каналот, он го има постојано. Значи, имате практични примери како да направите алокација во ваков тип на базен. Сега би го замолил да ни спомне исто така нешто повеќе околу нодовите и
тоа што го кажа второ беше gem mining или gem hunting. Односно, станува збор за групи кои што направили истражување, че гледате повторно, ниту во еден момент, ниту јас, ниту Фил не ви продаваме нешто. Че тоа е едукација и примери за тоа како вие сами можете да направите нешто, како што каже и Фил, значи тоа е она што е клучно и потребно на секој македонец. Така да, gem mining или gem hunting е нешто што некој веќе направил истражување, вие го надградувате и практично одлучувате дали сакате да финансирате или не, нешто што постојано го правиме на нашиот канал, целосно истражување на еден коин или токен. И сега ќе го оставам Фил да спомне нешто повеќе околу нодовите, она што ние спомнавме дека во следниот bull market ќе правиме mining farma. Значи гледате, Фил веќе е напред, он успеал да направи и да поседува некои нодови. Повели Фил. Да, ако појдеш малку долу, ако само малку понадолу појдеш, баш едно видео сега ќе се покажи. Има таму едно видео. Да спретам? Не. Сега кај што си ти само слези малку надолу. Аха, добро, повели. Само секунда. Слези малку надолу сега. Ете, Yield New Hot Farming. Crypto Node. Сега тоа го постирав. Сега да го правиме видеото, сега тоа го постирав. Ете, точно тоа сега, кај што ти е глушецо. Ако го истреш глушецо, ќе се појави тамнео. Ете го, Yield Farming on Arbitrum, step by step. Значи, гледајте го тоа, објаснато е се чекор по чекор, таму објаснувам како да ставиш Yield Farming чекор по чекор е објаснато за пендел со Ethereum. Тие се, значи, многу добра корелација во последниве 9 месеци. И ако ги држиш тие, горе-долу постојано ќе добиваш околу 0,5% во последниве 7, 8, 9 месеци. Замисли, баш како што ќе добиеш на price appreciation. Океј, за nodes да ти кажам, за нодови. Значи јас земам нодови кои што се имам околу во моментов 10 различни. Значи не правам майнинг, ништо такви работи. Сите моите се повеќето моите се дигитални. Значи тоа е примерно ако појдиш сега ќе појдам, има една примерно AGI, таа ми е една од најуспешните, неколку, тоа се вика Delicium. Еве излезе. Мојот екран се покажува, така? Да, твој. Супер, да. Значи тука има AGI е Delicium, значи тоа ти е многу добар AI токен. Значи тимов одназад се огромни. Ги сретнав и во Дубај. И сега овие има нод, нели? И сега како работи тоа? Значи ништо, само ја купуваш преку Wallet, тоа ти е еден вид како NFT да речам. И не можеш да ја префрлаш, не можеш такво нешто, значи ја купуваш само таму си стои и секој ден добиваш токени. Значи кога јас на почетокот ја влегов на Trap Day, мислам бев третата недела, добивав околу 250 токени на ден. Сега веќе добиваш само околу 20 токени на ден. 250 токени на ден кога добивав тогаш, ако ја пресметаш сега математикава, то ти се околу 100, 200, колку се околу 340, околу 45-50 долари на ден на ова цена, замисли. Јас ја имам ноут, имам од околу веќе од околу 7-8 месеци, можеби и повеќе. Значи на не за направив околу 6x веќе и уште и секој ден добивам нови токени. Точно јас такви барам. Сега последната што ми е многу исто успешна беше Galaxy. Значи јас за такви токени гледам, има многу скемови, ве молам внимавајте што земате. Примерно Galaxies, овие ти исто со NFT, овие ти направи NFT на Майк Тайсон, исто и на NBA. Значи замисли колку се популарни. И сега излегоја, ценава требаше да е малку поголема, кој излегоја, ама ништо. И падна до тука до 0,07 и сега веќе се, ако можеш да видиш дека оди нагоре. И сега исто добиваш во моментов по 130-40 токени на ден. На ова цена не е многу, по околу $1,5-2. Ќе речиш, кошта еден ноут, иначе примерно, за овај во моментов $1,000. Ќе речиш, $1,5-2 не е ништо, но само што излегува, тие се доста пресни. Ова е само пример. Излегува пред околу 2 недели. Значи, уште тие не се ни почнати да работат како што треба. Се очекува ценава, не знам. Значи, пример, експеримент, не е финансиски, не сум финансиски советник. Значи, се очекува ценава да оди 2-3 пута, 5 пута, 10 нагоре. Значи, во такви нодови влегувам. Тоа сега Таша ќе го пушти видеото точно пред 10 минути, 20 пред да го правиме ова видео заедно со Антонио. Значи, тоа исто доста популарно. Јас барам такви нодови кај што се доста добар тим има,
кај што има добри fundamentals и се надеваме и да трасат доста долго време. Оти овие што има новој не се само за преку вечер. Значи добиваш токени 2, 3, 5 години. Секој ден добиваш новој. Некој од нив значи ти бара да имаш како VPS, беше мислам онлайн како сервер. Си плаќаш таму $5-10 на месец да ти оди во бекграунд, оти ако треба некој посилен компјутер. А овие сега јас што ги земам тојчето се просто дигитални. Купуваш, забораваш, спиеш, стануваш, не го вклучуваш компјутерот по 2 месеци, добиваш секој ден токени. Мислам, така работа тие нови јас што ги имам и за мене е доста добар пасивен приход. Значи, запамти кога ќе ги купиш на дојте дека парите се заклучени, готово, заборај ги, и после се надеваме дека ќе добиеме од тие нови нешто нагоре. Значи, досега имам 10, 4-5 чекам да излезе, уште не се излезени, и тоа е уботово, оти ако влезеш меѓу првите ги купу, значи тоа е како да правиш DCA на токен што не е уште излезен. Ако ќе излези токенот, значи тогаш примерно овој што беше првиот токен Delicium, Delicium направи пута 13x првиот ден. И првиот ден секој што продаде, значи направи точно пута 3, пута 4x на парите што ги вложи да купи нов. Дей 1. Се чекаше 3-4 месеци да излези токен. И сега значи тука да, има многу работи, овие исто има добра игра, треба да ги следите, дали ви се допаѓа тимот, што сака да направи сега тоа што ќе влегувам од понеделник е за AI. И се многу јаки. Тимот за нив е огромен и е многу добар. Исто и Алекс Бекер е исто натре влезен од страна, како што разбрав, еве ти една натрешна информација. Мислам и се знае тој ако направи видео што има по 1 милион гледања, се знае што ќе се случи на токенот кога ќе излезе. Да, и така да. Доста. Доволно е за ова да зборуваме, да кажеме, да свртиме нека друга тема, овако сакаш да кажеме нешто за што помагам во свет. Само ако не ти е проблем, би сакал да се надоврзам. Да, само ако може се надоврзам на последното што каже и после тоа нормално ќе ни кажеш за оно што го спомна за Индија. Вака. Значи, прво да разберат гледачите дека ова е својствено како нод, но вие не поседувате нод, да се разбереме. Значи, поседување на нод како Chainlink, како Ethereum, тоа значи дека имате машина на која што вие имате заклучено одредена количина на криптокоини, кои што практично помагаат во верифицирање и процесирање на трансакции. Значи, ова што CryptoPhil го прави практично е повеќе како venture capitalist, односно инвестирате во проекти најчесто кои што се уште дури и не се излезени и кога истите ќе излезат добивате постојано алокација на коини или токени како награда за тоа што сте им помогнале како тим да успеат да се пробијат или да почнат да работат, така речено. Значи да, можеби се нарекуваат токени, но основните токени за кои што ние разговараме за потенцијална фарма се, нели, како што кажавме на Cardano, на Chainlink, на таков тип на проекти, каде што вие имате машина која што ги процесира трансакциите. Ова што го кажува Фил, има голема потенцијална добивка, но она што го спомна исто така мора да го земете во предвид. Ако не направите сопствено истражување, со кое што сте сигурни во тимот кој што го прави ова и проектот, можеби е најдобро да размислите два пати пред да инвестирате, затоа што верувам дека може да најдете многу вакви проекти, но како што кажа и самиот Фил, значи он е во директен контакт со овие проекти, со овие тимови, значи има постојано фидбек и затоа уствари и може да си дозволи да инвестира и ризикува ваков тип на проекти. Но она што е најбитно од CryptoPhil, барем јас вака мислам, станува збор за диверсификација. Значи гледате, како добро кажано од еден човек кој што е искусен на пазар. Имате еден дел од портфолиото кој што е на долг рок оставен за да добие на цена кога овие токени ќе почнат да растат. Имате втор дел од портфолиото кој што го користите за liquidity mining. Во оваа ситуација практично давате ликвидност на децентрализирани менувачици, добивате практично процент назад. Имате трета ситуација, тоа се овие VC, Venture Capitalist, инвестирање во тип на, да речеме, алокација на проект на токени назад и gem hunting или gem mining, како сакате, оние micro gems, каде што ако најдете некој добар проект и ставите некоја одредена количина, ќе добиете доста на, да речем, цена за тоа што ова се нови проекти. Така да правите диверсификација на вашето портфолио. Многу добро кажано од Фил. Повели Фил, сакаш да кажеш за твојата хуманитарна работа? Да, ма гледайте, точно тоа, значи тоа многу добро го објасна. Сега друго што сакам да спомнам е, значи кога don't put all your eggs in one basket, нели? Тоа истото е примерно
ако некој каже од гледачите да каже дали некој има само биткоин, секој има повеќе токени и тоа е најнормално нешто. Примерно, некој направив видео the best narratives, нели? Примерно сега имаме кои се според мене сме meme tokens, гледај што се случува. Имаш meme tokens AI, имаме сега имаме DeepIn, нели што се? Real world asset. Значи и тие мислам дека ќе експлодира кај да е. Значи, тука се тие 3-4 добри наратив што примерно во еден момент едни ќе експлодира, после други. Сега ако ти не си во сите, ако немаш прсти во every pie, нели како што се вика, нели во секоја торта ако немаш помалку прсти, значи не можеш да пробаш од секоја. Значи ти ако имаш од meme tokens, примерно ако имаш примерно Doge токен, ами гледај се што се случува со Пепе, гледај што се случи со Турбо, гледај што се случува со Бред, разбираш? И мислам истото и со сите токени, значи истото е во кога ќе имаш едно портфолио треба да си насекаде навлезен во различни наративи, а исто во секој наратив треба да имаш малку повеќе токени од секој наратив. Истото и со овде, исто како што кажав, различни начини да се вади пасивен приход, за овие што се notes, и општо и како и за секој токен, секој треба да се направи добар ресерч, нели, да истражување, за да не западнете, мислам, да не се лажиме, 99% од крипто не знаеме како ќе биде, знаеме дека примерно колку има 25.000 токени во моментот 22.000 токени, знаеме дека само 100 чина, другите не чина, мислам, да не се лажиме, ама многу е битно да се наврата малку на почетокот, многу е битно зошто ти треба пасивен приход. Оти многу луѓе, колку пати и вие и јас, примерно минатиот bull market, ги гледаш вредноста на токениве, ти оди примерно, ти оди од 1000, ти оди до 10.000 и ако не земиш, ако не продадеш, ако немаш чист приход, значи истата вредност ќе гледаш како оди надолу. А овде кога имаш секој ден пасивен приход и ако си земаш дел за дома, дел за нели оди назад да купиш повеќе или одиш компаунд тука, значи имаш, знаеш дека ти си заклучил профит. Значи тоа е многу битна стратегија да ја знаете. You will never be sorry of taking profits. Нели? Мислам, да, никош нема да жалите. Некни баш продадов турбо, имав турбо и ми појде 16 пати нагоре. 16 пати кладов само $50. И вредноста беше околу $1,000. Реков, чекај малку. Гледам како е што се случува за тија и малку, нели? И гледаме горе скроз нагоре и викам јас продавам 50%. И знаеш колку луѓе ми викаат ти будала си, ти немој, вака и што се случи точно другиот ден. 60% падна надолу. Викам сега ќе купам. Со истите пари купив и сега за истите пари имам 50% плюс токени. Мислам, не сум добар трейдинг, ама во овој момент еднаш јас излезам. Да се навратиме за донациите. Гледајте се, многу е битно според мене, во македонска, само да кажам бравос, во македонската група, сите што сте членови, ако не, ве молам бидете, собират донации за Македонија за многу луѓе кои што му треба помош. Бравос, алал му вера, како што се вика на македонски. Јас тоа го почнав пред околу 2 години и тука бев во Индија. Појдев директно во Индија, тука новиот дечина, јас сум тука во Индија. Новиот дечина бев му помагам, му плаќам учител од 2 години. И плаќам на месец учител, секој ден оди ги учи по 3 часа, јас го финансирам на ден. И обавезно одиме и му носиме, гледате, јајца, протеини, сокој, и може да видите кај живеат. Значи, живеат во, како да речам, на улица. Живеат тука под мостот, значи нема струја, нема вода, типично се бездомници. Значи бездомници немаат ништо. И многу ми беше жал, мислам, стапив, имам доста добар другар од таму, еве учителката тука на видео може да видите, и мислам, ете ги дечинава, со околу 25-30 деца, и му праќам храна секој месец и башка помагав, имам луѓе што ми помагаат во Филипините, правев видео, имам досега направено околу точно 72-3 донации, околу секоја недела или 2 недели се обидувам по една донација да имам. Имам еден човек тој кој што ми помага во Индија, имам двајца во Африка кој што ми помага во Етиопија, исто така едниот примерно готви со мајка му, купува храна и оди му дава на бездомници. Имам направено 72 или 3 видеа до сега и за сега собрав малку донации, така многу ретко луѓе донира, ако сакате да донирате слободно, адресата е долу во
во description под YouTube видеото. Значи, многу е жално што многу малку луѓе донира, но дел од тоа што го добивам, што обадам како пасивен приход, го давам јас тука за донацијот и го преводов, ова ми се вика more you give, more you receive, иначе во превод од македонски го преведов, тоа што го кажуваме кај нас, раката која што дава не се суши. Така, ми дојде во превод, more you give, more you receive, и мислам дека е точно така во животот. Колку повеќе даваш, значи јас сум физиотерапевт по стручност и во Прилеп имав отворено кабинет и се отепував од работа не од 9 till 5, бев од 10 до 10. И ако некој дојди во Прилеп и ми каже јас немам пари, јас никош не земам пари. Ако дојдиш ти од Битола или од друг град, јас нема да ти земам пари затоа што ти си дошол од друг град. Сад ти ако остаеш пари, тоа е друго, ама јас не ти земам пари. Немаш представа колку е добро да направиш нешто и да му помогнеш на некој. Не треба да се пари. Знаете што кажуваат, нема да чекаш да направиш милиони пред да почнеш да даваш нешто и да помагаш. Значи помогни со толку колку што можеш и со 10-20 денари. Јас многу мразам лично да давам пари на донации, мислам лично како пари на организации, но затоа најдов луѓе, значи му праќам таму секој месец по некој долар и му викам земи си процент за тебе, другите проценти купи храна и раздаја. Значи директно снимај, нема едитирање, нема ова, нема камери, нема шминки. Значи тоа е сето на директно донација на живо. И многу луѓе ме прашуваат зошто не донираш Македонија, зошто вака, викам оти верувајте, му треба помош на секаде во светот, не само Македонија. И кога појдов да ги видам во Индија тука, да ти кажам, буквално 3 дена плачев, значи иако сум маж плачев 3 дена да видиш како живее на земја. Тоа е многу жално. И бев волонтирав иначе кај мајка Тереза. Тоа ми беше еден голем сон. Волонтирав, работев со деца со посебни потреби и да ви кажем дека инвалидски колички уште има дрвени, да ви кажем дека нема памперси, дека има пелени, и дека се пери на раце. Така ти е работа и е нешто интересно да се види. Ако некој сака да волонтира, слободно да појдите, е доста едно искуство што ќе трае за цел мој живот. Тоа имам да кажем од донациви и гледам дека беше смерен сад. Секоја чест Фел, значи, како што кажа и сам, добро, мислам, да се пружи рака, треба да биде глобално, нас не само локално, иако мојата организација е фокусирана само на македонскиот народ, нормално секој одлучува за себе си, така да секоја чест, браво, значи, така треба. Дел од профитот го споделува со оние кои што им е најпотребно. За крај, би можеле само уште неколку збора накратко за председател во крипто, ако не ти е проблем, чисто да слушаме мислење од тебе. Значи, еве јас за почеток само би го споделил црвениот клук и дрвец. Значи, секоја чест, знаете како? Интересна работа е тоа што многу луѓето се уште не сваќаат колку е голема работа. Зошто го велам тоа? Најбукеле во претходниот bull market во Мајами излезе и кажа дека Ел Салвадор ќе го прифати биткоин да биде официјална валута во Ел Салвадор. Сега, не знам зошто луѓето не го сваќаат тоа, но знаете ли колку е голема работата кога ќе излезе, сакале ни или не, Америка представува најголемиот финансиски хаб во светот. И кога ќе излезе во оваа ситуација потенцијалниот претседател, да бидеме реални, се уште не е претседател, да го каже ова, мислам дека сме на прав пат. Само секунда, чисто 12 секунди, мислам дека е само момент. Не знам зашто не ми го отвара. Само момент. Мислам дека малку интернетот зеза. Central Bank Digital Currency е нешто што ќе го разговараме друг пат, тоа е премногу долга тема, но уште ќе напоменам, ваков тип на изјава. Прво, јас верувам, значи фактот дека потенцијално кога би станал претседател, значи зборуваме, не само што ќе ги задржи сите компании кои што се ногеат во Америка, туку ќе се обиде да примаме нови и да не забораваме на многу битна работа. До вчера ние го имавме само Ел Салвадор кој што официјално прифатил биткоин.
Сега се наоѓаме во ситуација каде што најмоćната финансиска сила во светот моментално не само што го прифаќа, туку и го промовира крипто. Значи, да не заборавиме дека сега на секоја кампања, на секоја дебата, на секоја реклама, се што ќе биде со Трамп, он ќе зборува за крипто. Значи, крипто од пред еден бул маркет се уште беше таму далеку, некои дечиња седат си играат у подрум со компјутери. Сега наеднаш крипто станува тема каде што председатели ја користат како еден од главните проблеми кои што се обидуваат да го решат или да го забранат или како и да е за своите гласачи. Како што каже и самиот, значи 50 милиони, официјално Америка е трета според број на граѓани кои што моментално имаат нели крипто. Прва е Виетнам, верувале или не, втора е Индија, трета е Америка, но како што кажа во една интересна статистика, вели моментално има повеќе луѓе кои што поседуваат крипто од луѓе кои што поседуваат кучиња во Америка, верувале или не, и верувам дека ова нема да биде крај, ова е само почеток. Од овој момент па натаму верувам дека секој претставител било каде кандидат што и да е, многу ќе се обрне внимание на ова затоа што гледаме дека има енормна количина на луѓе кои што инвестираат или пак планираат да инвестираат во крипто. Барем тоа е моje мислење и верувам дека ова понатаму ќе биде една од главните теми на секој претседателски избори. Повели Фил. Јас сум 100% согласен со тебе. Јас се чудам кој кандидат нема да го промовира крипто кога влегува, како што кажа, Black Rock влегува тука. Значи, зборуваме за некој што го контролира целиот пазар во Америка. Значи, таму нема со ни играње. Затоа и господинов Гари, што се прави на, знаеме дека ќе биде сменет секој момент, мислам, за брзо. Има многу да се разговара, многу теми. Накратко кажано, ако некој председател не го искористи ова за политички цели, тука може да земи милиони гласови само да кажи да на биткоин. Само да го кажи тоа, разбира. И ако се вратиме на почетокот, кога ти кажав, многу сум изнервиран зашто кај нас дома во Македонија ништо не се прави, точно тоа се причините. Значи, има илјадници млади. Јас имам шанса, Македонија би ја направил Амстердам плюс крипто на Балкан. Значи, преку за 24 часа. И Европа ќе дојде кај нас. Тоа е тоа. Значи, толку треба. Четврета, имам идеи. Имам и поддршка од сите млади. За жал сите си избегани како нас, ама ќе добијам однадвор поддршка. Но, мислам дека ќе вратам повеќе. И мислам дека ако Доналд Трамп, значи, ќе победи со сигурност, ако освен нешто не излезе со судов, работа, гледам од секаде го притиска вака во медиуме. Го судија официјално. Да, го судија, ама колку ќе влие, не знаеме, сигурно ќе има пресуди, а кај се, мислам, така ќе ги завлечка работиве, што мислам на крајот пак ќе победи, и криптото ќе добие зелен знак, а да се вратиме наглавно за рейтс, интерес рейт, што се, како беше, Павел, овој што е од Федералното бюро, што беше, мислам дека точно пред изборите дека ќе почне да ги намалува, исто и Европска централна банка гледам натаму ми мириса. Значи да, мислам, знаеш како, дали се намалува и ќе почне да принта пак, криптото оди нагоре, дали се зголемува, криптото оди нагоре ти е more scarce од парива. Како и да е, биткоин победува на долгорочно, бидете среќни што сме толку рано тука, заземајте позиции, пак да знаете, ништо тука не е финансиски совет, ве молам, размислете што правите, проучувајте, има толку многу алатки луѓе, следете мене, следете го Антонио толку дава информација што глатаме заболе колку човеков знае. И сето тоа ви е на македонски јазик. Ете го тука, значи се ви е тука на рака. И исто, знаеш како, кога јас учев пред 20 години средно, оде во книги учев. Сега пуштам за анатомија, пушташ YouTube видео и ти е цел мускул ти е покажано човече на 3D, а тогаш одиш слики, купив анатомски атлас, знам 50 евра, од 20 собирав пари и чита вака по цела вечер за да читам, одиш мускули да бараш, да гледаш од луѓе, мислам, да не кажу, а сега гледаш, се ти е на 3D и имаш представа се што се случи, значи се ти е на дланка, искористете можноста. Има многу да разговараме, но видеово ќе биде до утре. И сопругава ќе ме, знаете што се случува со сопругите. Сакам да кажам многу благодарам. Имате
огромна имаш почит од мене, Антонио, че се не зборнавме ништо. Исто. Уште не се знае ништо за Македонија, сега е јуни, но може да направиме уште едно вака јули, средината на јули за 6 недели уште едно може да направиме вака еден follow-up. Може без проблем. Мислам дека беше добро, да можеме да направиме дефинитивно. Да, па и тогаш ќе разговараме дали ќе имаме нешто интересно за Македонија, дали собираме, дали ќе се собираме или не. Јас најдов место, како и да е, рано е да се разговара на таа тема, јули ќе разговараме за повеќе информации. Ако веќе се случува, ако не, јас сум во Прилеп во август, ако некој е во Прилеп, слободно пишете, ќе се видиме, ќе одиме на Скара, обавезно, ќе јадиме по една македонка поголема, или на две нозе, а не се зафркава. Така ме зафркава, тука ми се не вика македонка, каква вика. И така, поздрави од мене и тоа е, друго нема што кажам. Благодарам многу, Фил. Мислам дека беше доста добар подкастот. Верувам дека ќе имаш тоа слушнати моите и твоите гледачи. Така да ти благодарам за се, да се надеваме дека ќе можеме пак да направиме подкаст. Мене ми е интересно кога можеме да размениме нормални информации. Со ова можеме да го завршиме овој подкаст. Благодарам на сите кои што гледавте. Се гледаме во следниот, потенцијално во август, септември во Македонија. Се најдобро и поздрав од Криптогемиџија и од Криптофил. Чао, чао. Чао на сите.